Дева, Пешна, Кита, Мара, тоа се имиња на дел од македонските кралици, кои што владееле на овие простори, владееле во Гостиварско, владееле во околината на Прилепско, владееле во денешен Македонски Брод, Пешна и многу други кои што се заборавени и избришани од лицето на историјата. И мене тоа ми представува една од најголемите мистерии. Дева, Пешна, Кита се познат исто и како сестри на крале Марко и тие се опишани само во некои приказни, а меѓутоа тие вистински владееле и биле успешни кралици или владетелки. Меѓутоа најинтересната мистерија и приказна е за кралицата Бела Мара, која што го формирала денешно Мариово или земјата на Мара, Мариово, која што успеала да задржи својата автономија, верувале или не, се до 1840 година, што воедно можеби и представува и последно македонско кралство на овие простори. А потеклото на Марија е историски непотврдено, а некаде се спомнува дека била сестра на некој крал, некаде се спомнува дека султанот Мурат I бил зајубен во неа, па затоа ја оставил да владее со Мариово, независно, автономно, а некаде се кажува дека таа го направила тоа исклучиво на својата вештина и можност да ги одбрани границите на Мариово. Сега Мариово или земјата на Мара се наоѓа на такво место што е природно утврдено со планини и таа е можеби највисоката котлина во Македонија. Меѓутоа тоа не е котлина рамна, таа е котлина исполнета со ридови и со долови и со многу распрчкани села, што го прави теренот мошне тежок и непристапен. И со многу малку луѓе може тој терен да се одбрани од голема војска, што Мара го користела вешто. Таа немала своја војска, но имала свое уредување. Таа поставувала во секое село кмет, кој што имал своја мала војска, а на целата област или на сите села поставувала земски кмет, кој што владеел над другите кметови, и на тој начин направила ефикасно автономно уредување, а исто така таа направила и преседан или многу интересна одлука со која што им дозволила на сите жители во земјата на Мара, Мариово, да носат оружје, така да секоја куќа во Мариово представувала некој вид на мала тврдина, така да областа била скоро невозможно да се освои, што Мара вешто го искористила и успеала да создаде автономна територија внатре во Отоманската империја и успеала таа автономна област да обстои до 1840 година, верували ли не, многу интересен податок е тоа, и за целото тоа време, после секако смртта на Мара, не се знаат наследниците, меѓутоа продолжуваат да ја водат таа автономна област Мариово земските кметови. Тие се избирале во самото село, од самото население, и тие биле автономни и независни, имале, како што кажав, свое уредување, своја војска, меѓутоа тие плаќале одредени давачки како на Мара или на тие земски кметови, така и на поголемиот владетел, односно Отоманската империја, меѓутоа тие даноци биле многу мали и тие најчесто се плаќале, секое семејство давала одреден данок, а во секое село се собирал данокот на многу интересен начин, се собирал на тој начин што во сред село имало поставен камен, во кој што имало дупки, и секоја фамилија го плаќала данокот на тој начин што ги пополнувала тие дупки. И секоја фамилија имала
одредена големина, одредена голема дупка која што треба да ја пополни. Па така помалите и понеимушни фамилии имале помали дупки да пополнат, додека поголемите имале поголеми дупки, што било некако рамноправно тој данок, бил прогресивен и рамноправен данок, со кој што ја возможувало на таа територија или сегашно Мариово да обстои долги години. Таа исто така била наречена и мирна земја, затоа што луѓето, бегајќи од сите тие војни, од целиот тој турбулентен период во кој што се живеел од 15 до 19 век, наоѓале прибежиште во Мариово, затоа што тоа било автономна, независна средина во која што си можел да престојуваш без да бидеш прогонет од тогашните сили големи, Отоманска империја и не знам кој таму уште се не владеел. Меѓутоа, самата приказна и самото уредување за кралицата Мара се неверојатни и мене ми се многу интересни. За кралицата Мара е интересно што таа живеела, имала направено село кое што го утврдила. Тоа е селото Витолиште и тоа на некој начин представувало како престолнина на целата таа Мариовска земја или мирна земја или на сето тоа кралство. И кога ќе видите сето тоа кралство, мало кралство внатре во Македонија, било неверојатно, но ете некако обстојало. Тие земски кметови се наследувале еден по друг, замислете се до 1840 година и прилепчени од ден денеска кажуваат дека паметат кога некој од Мариово доаѓал во градот на пазар, дека тие биле вооружени и дека никој не ги задевал, нив им било дозволено да носат оружје. Меѓутоа во 1840 година тогашната власт, не можејќи да го порови Мариово, како што кажав, затоа што тоа е природно утврдено и затоа што народот таму е вооружен и утврден во секоја своја куќа, кој што имало пушкарници, тие смислиле на некој начин и троштина како да го заземат Мариово, па тие ги повикале земскиот кмет кој што владеел тогаш со Мариово и неговите кметови на некој вид преговори во Прилеп, каде што биле подмолно убиени и така Мариово, останувајќи без своите поглавари, било лесен плен на тогашната власт. Така завршува приказната за мирната земја, за Мариово, и мислам дека околу Мариово постојат големи мистерии кои што од ден денеска не се истражени. Меѓутоа, ако отидете во Мариово, ќе го осетите уште тој дух на тоа време и многу бројните докази на утврдувања на тие камења кои што собирале даноци, како и приказните за Бела Мара или кралицата Мара. За жал, останати се само приказни за неа, како што кажав, затоа што историјата ги негира сите овие жени кралици. Меѓутоа, ете, во денешно време можеме да исчепкаме малку, да истражиме и јас како ентузијаст, независен, ги истражувам овие теми и наоѓам на фасцинантни и интересни податоци, од кои што јас сам сум зачуден, певе ги споделувам со вас. За Мариово интересно што во Витолиште целото тоа утврдување е уништено и тоа е уништено после убивањето на последните земски кметови. Прво што направиле е ги избришале сите тие траги на тоа кралство, тргнале од Витолиште, големото утврдено село Витолиште, во која што освен кралските дворци имало и големи религиозни објекти, манастири, цркви и слично, од кои што денеска не се останати многу докази. Прво, значи, што се направило, тоа се уништило, па после понатаму се одело и сега ако одиме во Мариово ќе најдеме многу малце,
но сепак има докази за тоа големо кралство. Така да Мариово или земјата на Марија останува една голема, интересна историска мистерија и пример за тоа како може една мала област да обезбеди автономност и мир на своите луѓе и секако просперитет, затоа што Мариово се развивало многу во времето на Бела Мара или кралицата Мара, а сега стои напуштено и разурнато. Па така, ете, дадовме малку светло за Мариово, област која што ми е на врвот на листата за истражување. Ќе истражам и повеќе секако, како и за се друго, истражувам кај можам и ќе снимам и ќе ви пренесам и уште податоци за мирната земја или последното кралство во Македонија и последната македонска кралица Бела Мара. А ви благодарам што го изгледавте ова видео. Се надевам беше интересна темата. Доколку и вие знаете нешто исте од таа област, споделете слободно. Ќе дебатираме и ќе истражуваме заедно и понатаму, затоа што вредат овие приказни да ги зачуваме од заборав и да им дадеме малку светло. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!